Добро вечер, почитувани. Добродојавте во 777-то издание на Порта, или Гласот на народот, поточно, на 11.11.2011. Ниту ги местам, ниту ги дефинирам емисиите да бидат на вакви можете значени датуми и тие по Божија промисла секој си доаѓаат токму на најголемите празници, на големите датуми. Еве и нумерологијата си го кажува своето. 11.11.2011, 777 пати заедно со вас во овие 11 години постоење на интерактивниот форум Гласот на народот ова сезона Порта. Секој си поставам прашање дали некојаш ја разбравме пораката на американскиот претседател Џон Кенеди кој вели доста барате, ја парафразирам, од државата, што вие ќе направите за вашата држава. Тоа повеќе пати почитувани, заедно со вас ја споделувам ова порака да извлечеме некој резултанта или да речеме фидбек, и тој избор го потребувам, знам дека не е македонски, но како повраток, да речем, како одглас на се тоа, но никако да ја разбравме, да разбираме ова порака дали од незнаење, несакање или неумеење. Јас би рекол од второто, на несакање. Бидејќи секојаш тоа што милуваме е егоцентризмот, да го привлечеме или да речеме таа себичноста само доброто и благодетта и задоволството на наша страна. Без притоа да ги отвориме ширум портите на другите кога некој ќе им тропне на вратите и да им се отвори. Така и Господ Исус Христос спомна и вели во Светото писмо: отворите за да ќе ме исправат и моите почитувани сагорници, чукнете, тропнете за да ви се отвори вратата. Тоа што јас секој си поставам едно друго прашање, а врзано за нашата Македонија, што е најдоброто за Македонија? Еве, вечерва почитувани токму на овој 777 поред издание на Гласот на народот или Порта, ви го поставаме, нека биде еден работен наслов за сите вас во наредната година и овој до крајот на годината и наредната година, што е тоа најдоброто за Македонија. Инспирација навистина добив од едно многу важно дело за мене, што ми дојде во моите раци, а минатата емисија го спомнав, а самиот наслов коинцидира и дефинира и ја потврдува ова порака што јас ја спомнав. Еве, сега кадарот ќе го даде. Еден зум може, а и тоа вечерва и нашата тема. Значи, темата е што е најдоброто за Македонија. Книга која, верувам дека ќе се согласите со мене, треба да биде во секој дом каде и да сте во светот, а ви има доста многу, и верувам дека вечерва ќе имате што да слушнете, да научите. Затоа вечерва во овие 90 минути, и уште ова само ве молам, интерактивно сте секојаш, немој да ми замирувате. Бидејќи јас секојаш ви ги отварам портите, меѓутоа некојаш знам дека ја исчешуваме темата, разговорите, поставувате некојаш прашања кои не се соодветни со темата, затоа ве поканувам од овој момент да упатите пораки на нашиот имејл porta@mtv.com и ја ќе ги прочитам вашите прашања и секако сите што ќе се јават ќе добијат по една книга од господинот Липчо Ристовски, кој е мој вечерашен соговорник, заедно со професор доктор Јован Таковски, професор на Православниот Богословски факултет Свети Климент Охридски во Скопје. Ево и широк кадар. Професоре, добро вечер и Добро вечер, дал Бог добро и благодарам. Да, благодарам уште днеска што дојдовте и секако ќе ми дозволите да му се обратам и на авторот на ова за мене многу интересна книга и препорачлива за сите наши македонци, тоа е најдоброто за Македонија. Македонци секогаш велам не по биохемија, разберете во се срце, сите тие што ја милуваат ја сакаат света таковина. Господин Ристовски, добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер. Добро е. Интересен наслов во секој случај, да бидам искрен, во ова, да речем, ова есенско време, да секој кој ќе даде си приушти на душата, ако дојде до оваа книга, не сме да се испушти и да не ја прочита. Која е идејата за еден ваков труд, кој длабоко и сериозно навлегува во духовната сфера? Тема која јавноста вообичаено ја избегнува да ја применува, практикува, дефинира. Затоа сме ние тука да ја побудиме јавноста во нејзиниот интерес. Знаете, Елеанор Рузвелт, многу ми не знаат ова изрека, дека малите луѓе говорат за луѓе.
а големите луѓе говорат за визија. Идејата за еден ваков труд беше да се понуди една поинаква визија во овие денешни времења. Некој можеби ќе рече визија која што е стара, која што потекнува од древните времења. Меѓутоа, јас во трудот се обидувам да докажам дека таа визија е многу актуелна денес во 21. век. Дека таа визија во себе содржи многу вредности и принципи кои што се насушна потреба, поготово на македонецот во денешни услови во 21. век. Знаете, секој од нас, според оно што е инструкција дадена во Светото писмо во Библијата, е должен да го даде она што го содржи внатре во себе најдобро. Значи, она што е најдоброто во него, да го даде од срце и со душа како за Господа. Ако секој од нас се обиде да го најде она што е најдоброто во себе си и тоа да стане негова визија во сопствениот живот, визија за неговото семејство, визија во неговата работна средина, визија во неговото окружување каде што општи, значи визија во општеството. Ако сите ние заедно како македонци го даваме најдоброто од нас, тогаш ние навистина сме го дали најдоброто како за Господа, а тоа во суштина ќе биде и најдоброто за Македонија. Она што е главна идеја е прашањето каде да го најдеме она што е најдоброто. Јас споменав и докажувам на еден многу пластичен и на еден многу близок начин и стил до читателите дека Библијата е се уште актуелна денес во 21. век. Иако знаењата се преумножија, никогаш поголеми не биле разликите во распознавањето на доброто и злото, како што е тоа денес. Доброто и злото постоеле уште од древни времења. Меѓутоа, и покрај преумножените знаења, покрај сите технички, технолошки достигнувања, сите тие индустријски револуции, човекот оди напред во своите знаења, меѓутоа, ништо не напреднал во распознавањето на доброто и злото. Распознавањето на доброто и злото може да биде само ако застане на еден сигурен репер, на еден сигурен извор. Според мене, тоа е таа визија која што е представена во книгата, тоа е Библијата. Така. Таа ги содржи сите вредности и принципи кои што се насушно потребни на денешниот човек ако сака да го промени исходот во собствениот живот. А која беше причината и непосредниот повод да се нафатите и да напишете еден ваков сеопфатен капитален труд? Вие ги привршувате и докторските студии по теологија на еден престижен американски религијски универзитет, иако ваша дисертација одека во Македонија, вие во областта на политичките науки. Ме интересира, господин Ристовски, од каде извира потребата да се занимавате со духовната сфера и македонецот? Таа извира од реалност, од нашата македонска стварност. Ако се завртите на секаде околу вас денес по нашиве улици, ќе забележите дека радоста како да е исчезната од лицата на луѓето. Среќата како да е ставена во некои скриени одаи во домовите на луѓето. Тоа покажува нешто дека се случува внатре во срцето на човекот. Знаете, уште во книгата на Битие, кога Каин и Јавел ги дава подороците на Господа, Господ милозливо погледна на Авела, а не на Каин. И тогаш лицето на Каин се помрачи. И Господ погледна во срцето на Каин и му рече: зошто е помрачено лицето твое? Тоа ми кажува дека веќе злото е пред вратата на твоето срце. Вели, гревот тропа на вратата на твоето срце. Но ти спротиви му се. Знаете, ако радоста исчезне од лицата на луѓето, изразот на лицето е одраз на состојбата во срцето на човекот. Тоа значи дека нашите луѓе преживеа веројатно еден сериозно тежок период. Транзицијата предолго трае, таа си ги носи своите последици и денес, и таа е едно сериозно бреме врз нашиот македонски човек. Веројатно и во претходниот период сме имале сериозно бреме и мојата проценка е дека тоа е сериозна причина за размислување и сериозна потреба за да се барат излезните решенија. Меѓутоа, знаете, ниту НАТО, ниту Европската унија ќе ви ги даде излезните решенија анблок, доколку вие најпрво не направите внатрешна промена на своето срце. Ако не направите внатрешна трансформација на умот. Алберт Ајнштајн има една прекрасна мисла, јас често пати ја повторувам.
Вели, која е најголемата глупост на човештвото досега? Вели, да сакате да го промените исходот во собствениот живот, а постојано да ги повторувате истите животни навики, истата рутина во животот, истите мисли, истите зборови, истите постапки, ката ден, секој ден. Значи, вие започнувате да го живеете животот по една колотечина. Значи, тој дневен, телесен, световен мејнстрим ве заробил, буквално ве ставил под јарем и вие го живеете животот како на трчање. Јас имам еден многу пластичен пример за тоа, само кратко ќе одземам од времето. Знаете, еден многу вреден градежен работник во градежна фирма бил целиот животен работен век лојален на газдите. Тој изворено добро си обавал својата работа. Дошло време за пензија, жив, радосен. Почнал да ги крои плановите за поголемо време да поминува со неговите внучиња, со семејството, да прошета низ светот и така натаму. Значи, изворедна визија почнал за својот пензионерски живот да гради. Меѓутоа го викнале газдите и го замолиле во наредните 2 до 3 месеци да изгради уште една куќа на една локација. Човекот бил лојален и посветен на работата, се нафатил, меѓутоа неволно. И тој работејки правил многу грешки при работата, од брзање, од неволност, од едноставно тоа што не внел љубов во својата работа. Народски кажано, имало многу фошерај, многу грешки при градењето на куќата. На 2-3 ја завршил, ја изградил, ги предал клучевите на газдите и тие му се обратили со зборовите. Заради твојата лојалност во текот на твојот работен век, заради твојата посветеност на компанијата, ние сакаме да ви ја поклониме оваа куќа вам. А тој на брзинка градеше со фелери. И тој тогаш се прашал, кога би знаел дека јас ја граде собствената куќа. Кога ние би знаеле дека градејќи го овој телесен живот, ние фактички градиме дом на небесата. Кога би знаеле дали ќе го дадеме најдоброто од себе си како за Господа, за да го добиеме најдоброто од Господа за нас. Мислам дека тоа е причината и поводот и таа е нишката која што се провлекува низ целата книга. Професор Иван Таковски, вие сте рецензент на ова книга, што наистина мене ме осоколи овие денови, да видам, искрено да ви кажам. Вие бевте повеќе пати мој соговорник и ги почитувам вашите трудови и секако, и вие вашиот удел и во вашата дејност, каде што сте. Но еве, ова книга, рекол ја посакувам и упатам порака до сите верници да ја имат и љубители на пишаниот збор да има дома. Дали објективна и релевантна потребата за која говори братот Ристовски, така че го ословам, во неговото дело, потреба за длабоки, духовни промени во перцепцијата за животот и промената на рутината и навиките, кои на македонецот се уште не му дозволуваат да се вивне повисоко во собствените достигнувања и развој како нација и на индивидуално ниво. Јас се најдов во улога на рецензент на оваа книга. Господинот Љупчо дојде кај мене, јас мислам по препорака. Пред тоа ние не се знаевме. Јас, иако сум зафатен доста со други врски, немав храброст да го препредам кај други рецензенти, а тој бараше некој православен теолог да му ја прегледа книгата и трудот. И се нафатив, ја прегледав книгата еднаш и 2 пати, ги стави забелешките на книгата и можам да кажам фактот што еве го дадов на крајот и рецензијата сведочи за тоа дека трудот заслужува внимание и во многу точки јас го делам мисленето и ставот на господин Љупчо, особено затоа што ние знаеме дека кај нас обично се вели дека ние сме библиски народ. Сите се фалиме со тоа што апостол Павле дошол, бил повикан во Македонец, но за жал со текот на времињата, минале веќе 2000 години, кај нас Библијата веќе не го зазема тоа место во животот на просечниот, така да наречеме, номинален христијанин во Македонија. За причините може да се зборува што довеле до тоа. Меѓутоа, јас го делам мислењето дека пораките што Бог ни ги праќа преку Библијата никош не застаруваат
и се темелот, базата врз градење на секое, на прво место, здраво семејство, бидејќи семејството е сликата на државата, на општеството, и градејќи го семејството, за кое апостол Павле вели дека е домашна црква, а Свети Јован Златоуст мала црква, изградувајќи семејството врз овие темели што ги дава Библијата, Светото писмо, мислам дека во ова време за кое сите сме сведоци дека е кризно време, на прво место морална криза, а од моралната криза произлегуваат и материјалната криза и сите други кризи, јас смислам дека повикот на брат Ристо, на брат Љупчо Ристовски, доаѓа во време кога треба да ги подкрепи, засили и сите наши потфати што ги преземаме, и јас лично и сите од оние што се од така наречен мојата фела, да придонесеме за да се менуваат состојбите во кои се наоѓаме на подобро. И затоа велам, се согласувам со господин Љупчо дека е потребно да и се даде повторно да се назначи местото на Библијата, на Светото писмо и на пораките библиски во животот на секој поединец и како општество заедно. Така. Господин Ристовски, Веслоев секако кој брат, бидејќи ја водиме таа вечерашната тема е токму врзна околу братството, сестринството. Дали можете да доловите на јавноста целта која сакате да постигнете со темата која е длабоко духовна и теолошка во едно вакво капитално дело, поготово од аспект на денешниот момент во кој живее македонецот и македонското општество општо, момент во кој доминира трката по пари, угледот и доминантното, телесното и така натаму. Основната цел е да ја некако реактуализираме Библијата како една божествена ризница, како една бескрајна ризница на божествена премудрост, од која што ние можеме да ги црпиме сите вредности и да ги поставиме како фундамент во нашето срце, вредности и фундамент на основа на кој ние ќе ги носиме нашите дневни одлуки. Ако може да приметите, ова е индивидуалното ниво. Целта е да се понуди библискиот модел. Знаете, библискиот модел е она што ние го примаме преку нашите сетила, нели, по тоа разумско спознание го слеваме во нашето срце. Она што ние сметаме дека е добро. Распознавањето меѓу доброто и злото, според нашата перцепција. Ако тоа го правиме по човечки, со човечко мудрување и филозофија, ќе ставиме погрешни основи во нашето срце. Ако го земеме како репер Словото Господово, ова живо Слово Господово, тогаш ние веќе имаме сигурен фундамент. Аголниот камен Христос е сигурна карпа, сигурна основа на која ние може да го градиме понатаму нашиот живот. Знаете, Словото вели дека од преполнетото срце говори устата. Ние со зборовите ги определуваме нашите постапки. Ке правам ова, ке правам она. Со нашите постапки ние фактички го определуваме нашиот карактер. А со нашиот карактер фактички ние ја определуваме нашата судбина, исходот во нашиот живот. И ако може да приметите, исходот во нашиот живот директно извира од основите во нашето срце. Ако сакаме променет исход во нашиот живот, ќе мора да имаме променето внатрешно срце. Че ќе мора да ги промениме основите на кои почива нашето срце. Тоа е главната цел. Ако ние не направиме секој на индивидуално ниво промена во мисла, во збори, во поставка да се устроиме според сигурен репер кој што е докажан, нели уште од древни времења до денес, јас мислам дека исходот во нашиот живот ќе се остане тако како што е. Професор Итаковски, дали господин Ристовски ја избрал вистинската цел и дали сметате дека е на добар пат да се изврши едно силно влијание за состојбата во македонското општество, да се променат на подобро додат, секој случај, на еден ваков начин, преку пишаната библиска инструкција и преку духовни поуки и предупредување? Јас мислам дека авторот на книгата не се нафатил да пишува само заради тоа да напише нешто, туку прво ја согледал состојбата во која се наоѓаме и преку книгата
препорачувајќи Библијата и вредностите во Библијата, скриени во таа голема ризница, да овозможи на читателите на книгата да ја засакаат Библијата и да ги откријат тие вредности. Делови од Библијата се застапени во самата книга. Господин Љупчо избрал мощне значајни места и теми од Библијата. Нормално, тука не е обработена целата Библија и сите проблеми и таква претензија, и тој нема, и ниту еден човек може да истрпи Библијата. Тоа е неистрпен извор. Меѓутоа, за она што сака да го постигне, избрал мощне значајни места од Библијата, цитати, и мислам дека во таа смисла може да, како поидовна основа, нормално нема човек само оваа книга да ја има, и доста други книги полезни до сега излезени, не ни прва, верувам дека нема да биде ни последна во тој поглед, но во моментов книгата е, мислам, актуелна и може да биде од полза на читателите. Господин Ристовски, дали сте задоволни од пишаните рецензии на професорите и каква ви беше соработката со реномираните професори? Тука само дозволите да го спомнеме и професор Димитрije Попадич, кој не сме можност вечера да го ангажираме во емисијата, бидејќи на службен пат во Холандија. Се надевам дека друга прилика ќе има можност. Пред се, како е задоволството околу рецензиите, пишаните? Еве користам прилика и јавно да се заблагодарам на професор Таковски. Најпрво затоа што се нафати така да напише рецензија за трудот. Меѓутоа, уште повеќе заради неговиот присен, отворен, пријателски и многу срдечен однос во текот на, па јас мислам, месеците во кои што ние одевме дел по дел од трудот, но и дел по дел низ Библијата. Знаете, тоа е за мене едно несекојдневно искуство и јас навистина сакам еве пред целата македонска јавност од срце да се заблагодарам. Изворедна беше соработката и тоа беше и изворедна поука, која што беше значајна за мене. Трудот доби на квалитет, доби сигурно и на тежина, така што придонесот е врвен. Толку ми влеговте и свирали во моје размислување на наредното прашање, толку како ја ги дефинирате и оценувате рецензиите на двата професора. Јас морам да го споменам, се извинувам, и професор Димитрije Попадич, декан исто така на еден теолошки универзитет во Нови Сад. Тој е наш македонец кој што таму работи и делува. И неговите сугестии и забелешки беа исто така сериозни, беа исто така значени, што е многу интересно, беа многу компатибилни со забелешките и сугестиите на професор Таковски, што е еден интересен момент. Так. Професор Таковски, дали Ристовски имаше позитивен пристап кон вашите сугестии и забелешки воопшто? Веќе господин Ристовски кажа дека навистина максимално се. Да. Ние имавме повеќе средби и разговори околу темата. Тој со задоволство ги примаше, искрено ги примаше забелешките. Соработуваше. Еве, морам да признам дека книгата ја читав прво во електронска верзија, што беше доста заморно за очите и забелешките ги давав. И за вториот пат, требаше уште еднаш да видам како ги внел, како постапил со моите забелешки. Го замолив да го отпечати на хартија трудот, за да можам забелешките, односно да ги видам како постапил и евентуално нови забелешки да ги ставам на некој начин повидливо, за да видам евентуално дали нема нешто да остане. Нормално тука јас го почитував главната концепција на авторот, не можев да се мешам целосно во трудот, но на многу места така кои ги забележав, на моменти дори имав и лекторски забелешки и нив ги прифатија. Да. Така што мислам дека соработката беше одлична обострана и сум задоволен од соработката и со начинот на
Тоа е многу ретко да ви кажем искрено. Јас секогаш велам и ние новинарите имаме една лоша особина, тоа е која кореспондира со мајката на сите греови, тоа е гордост или суетата. Што мораме да откорениме во секој случај. Да се радуваме на позитивните вредности, успеси на нашите колеги и со тоа мислам дека треба срцето, што господин Ристовски спомна, да биде во вистинска смисла и функција, полно со позитивна енергија. Мислам, господин Ристовски, во книгата започнувате со една анализа на една болна тема, а тоа е моралниот распад на македонското општество, кој актуелно се случува и интензивира од година во година. Зошто токму од тој сегмент на општеството? И каква е вашата анализа на состојбите во Македонија и помеѓу македонскиот народ на морален план? И можеби уште поважно, која е пораката? И дали има воопшто и излез од таквите создојби на моралната деклинација во општеството? Знаете, некој професор пред студентите во амфитеаторот напишал 2 и 4 на таблата. И ги прашал кој е одговорот. И нормално, некој рекол 6, некој рекол 8, некој рекол 2. Значи, сите дале различен одговор. Знаете, и секој од нас може да биде ставен во истата ситуација да даде различен одговор на ова прашање. Меѓутоа, професорот на сите студенти им рекол: вие прво требаше да прашате што ние всушност решаваме. Кој е проблемот? Нели, собирање, вадење, множење, делење. Така и во книгата. Ако ние не го дефинираме вистинскиот проблем, понатаму развојот, нели, на таа визија што сакаме да понудиме ќе биде на погрешна основа. Мојата проценка беше дека најголемиот проблем во овој момент за Македонија и за македонецот е забрзаниот морален пад во општеството. Ние сите сме свести дека македонското општество забрзано, морално започва да паѓа. Моралниот пад се случува со години наназад. Меѓутоа, во последни времења, моралниот распад е виден на секое поле. Знаете, ако имате духовен пад во еден систем, во едно општество или во една држава, автоматски следи моралниот пад. Меѓутоа, ако веќе имате морален пад, автоматски следи распадот. Знаете, Римската империја започна да се распаѓа кога почна моралниот пад на општеството. Ние треба да се соочиме со оваа состојба дека македонското општество денес се наоѓа во длабока морална криза. Таа криза е видлива во секој сегмент на нашето живење. Сакате да почнете од политиката или сакате да завршите од политиката? Ние не можеме да се одвоиме, јас тоа го велам овдека, од бројни афери за крупни ситни кражби од страна на угледни и видни луѓе кои што значат многу во своите професии. Доктори, професори, судии, нотари, адвокати, обвинители, политичари, бизнисмени. Корумпираност насекаде околу нас. Тоа е зло кое што го јаде субстратот на нашиот однос со Бога. Сега, друго прашање сакам да поставам. Дали е нешто променето од древни времења? Ајде да видиме во Михеј. Пророкот Михеј пишувал 740 до 700 години пред Христос. Значи 700 години пред Христос се враќаме сега. Пред 20 И во Михеј 7 глава, 2 и 3 стих вели: нема веќе верни луѓе по земјата. Нема праведни меѓу луѓето, сите круат сплетки за да пролеваат крв. Секој му става на брата си стапица. Рацете им се приготвени за да прават зло. Началникот сака подароци. Судијата суди за подкуп. Дали ви е нешто слично со денес? Пред 27 века. Помеѓу младите имаме разврат, блуд, снимање на порно сцени по училишта, пијанчење, пушење, дрогирање, предбрачен секс, изгубење генерации на млади. Има крадење, насилство, непочитување кон родителите, кон постарите, немање страм и чувство за страф од осуда на околината. За страф од законските санкции дури нема страф повеќе. Меѓутоа, еве како било во стари времења. Исто во пророк Михеј стои: синот го угнетува татка си, ќерката се противи на мајка си, снагата станува против свекрвата. Непријателите на човекот му се неговите домашни. Одиме понатаму со моралниот распад. Бракови од ист пол, перверзии до бескрај, абортуси секојдневно. Расправи, разводи, неслога, нервоза, болести, страф, немир, безперспективност, сиромаштија, безизлез, скоро во секој поглед.
Дали е ова Божјата волја? Дали е ова Божјата волја за нас македонците? Јас тврдам дека не е. Библијата е полна советувања. Во Еремија 29 глава 11 до 13 стих Господ ни го кажува ветувањето. Вели, само јас ги знам замислите за вас. Не замисли за зло, туку замисли да ви дадам надеж и иднина. Божјата замисла за нас, еве конкретно за македонците, е да ни даде надеж и иднина. Но таа надеж и иднина не доаѓа туку така. Во книга на Исус Навин ни е кажано како. Во првата глава 7 до 9 стих вели: ако го имате ова слово на животот, ова живо слово Господово, во мисла, во збори, во постапка, постојано деноноќно, ако тоа е основата на носење на сите ваши дневни одлуки, во семејството, во работните средини, во окружението каде што комуницирате, тогаш вели Господ во книгата на Исус Навин: јас вели Господ ви ветувам успех и просперитет во се што ќе правите каде и додите. Во Јован 10:10 исто така каже Исус: јас дојдов да ви дадам живот, и тоа не било каков, туку живот во изобилие. Ова се сериозни Божји ветувања. Значи, Бог не замислил човекот да живее во една ваква морално распадлива состојба. Така. Професор Таковски, како е вашето мислење за моралните состојби на македонеците денес, на почетокот на 21. век, да бидам искрен, и се случуваат многу непријатни сцени од животот, секојдневниот живот, што не подсетува господин Ристовски и самата книга, што се спомна пред 27 века, ден денеска веќе е практика. Вака, ние сме сите свесни за оваа состојба. Господин Љупчо ја наслика можете пластично, так. Но ние го знаеме тоа и еве јас како свештеник и други свештеници и црквата во своето дејствување се труди и преку проповеди и на секој начин. Значи делувате проактивно со верниците. Да се менува оваа состојба. Од моите лични контакти што ги имам, се среќавам со луѓе со слични проблеми за кои зборува. Некои луѓе се свесни за својата состојба и бараат решение, излез од таа состојба и се обраќаат самите лично. Но ние сме должни да укажуваме постојано на оваа состојба и да бараме решение, но и да даваме личен пример при тоа. Значи, констатацијата, и јас не сум далеку од оваа констатација, јас сум зборувал за некои и сум пишувал за овие состојби. Постојат и добри дела, тоа се дела на светлината, сум пишувал и дела на ѓаволот. Простете, има ли надеж македонската нација еден ден да стане навистина морална нација, која све живот ќе ужива духот на библиските пораки? Надежта, кај нас велат последна умира, ние живееме со надеж и работиме на тоа поле. Значи, јас се надевам ако секој од нас го вложи својот удел во ова, да речеме, борба за искоренување. Злото никогаш нема до крај да се искорени. Меѓутоа, тоа не значи дека ние треба да се бориме со злото и да го сведеме барем на минимум, ако не може целост. Од секогаш е бил Стариот Завет. Меѓутоа, колективните морални кризи и колективното грешење, Библијата вели дека имало и колективни казни. За некои се зборува во книгата, меѓутоа Библијата е сведок за тоа во историјата на човештвото. Имало и потопи, и Содома и Гомора, и други примери. Така. Затоа ние сме должни да согледаме сериозно проблемот, да ја поставиме правилно дијагнозата и кога човек ќе ја согледа правилно дијагнозата, ќе бара лекови. Лек за оваа дијагноза што ја кажаме, моралниот пад, е обнова, духовна обнова. Нормално, рецептите за таа духовна обнова ни се дадени во Библијата. Која ни го дава, јас ќе резимирам само да знаат читателите дека Библијата е книга која е напишана, или книги се нарекува Библија и множнима книги, таа Библија. Тоа се книги напишани од луѓе, од повеќе автори, под вдахновение на Светиот Дух, кои ние опишуваат, искажуваат волјата Божја во однос на човештвото, почнувајќи од создавањето на човекот,
и на светот е до свршетокот на овој свет. Оти се што е создадено овде, материјата, само Бог не е создаден, и тоа на некој начин е подложно и на уништување, на распаѓање. Библијата завршува, почнува со создавањето на светот, а последната книга зборува за крајните времиња, за второто Христово доаѓање, за судот и преобразбата на овој свет и почеток на новој нов живот. Значи, треба да знаеме дека Библијата ни нуди, ни ја дава сликата на целокупното човештво. И знаеме дека имало падови во историјата, морални кризи, ние се сега наоѓаме во една, можеме да кажеме, една криза, мораме да се свртиме, да ја согледаме со собата и да бараме излезни решенија. Да, господин Ристовски, говорите и за излезните решенија вие за народот. Каде ги лоцирате тие да речам, лековити решенија? Од кој извор ги црпите неопходните принципи, вредности, дали те имаат сила да го променат животот на луѓето? Нели народот вели волкот, влакното го менува, но карактерот не. Дали ова вистина или народот е во заблуда, господин Ристовски? Знаете, народот често пати знае да биде во заблуда. Едно од заблудите е таа дека волкот го менува влакното, но карактерот не. Знаете, основната смисла на Божиот план за спасение на човекот е да дојде до срцето на човекот. Значи, централната точка е срцето на човекот. Од тука се поаѓа. Во срцето се зачнува, како што видовме во примерот на Каин, љубомората, зависта, која што го донесе до гревот убиство. Во срцето исто така се зачнува и потребата за покаяние. Во книгата е понудена точната библиска инструкција како македонецот да го подготви патот за Господа до срцата своји. Значи, точна инструкција за тоа како ние да го подготвиме патот за Господа до нашите срца. Знаете, кога Исус влегуваше во Ерусалим, луѓето со цвеќиња го постилаа патот. Ние исто така треба да го очистиме нашето срце од се старо во него. Стариот љубчо, стариот човек во нас, стариот карактер, со старите навики, со старата рутина во живот, да ја згужваме како стара хартија и да фрлиме на крстот Голготски на очистување. Ние треба да се ослободиме од се старо. Да паднеме на колена пред Господа во нашата тајна тивка соба, да му се обратиме на Господа, отворено да му кажеме што е нашето премрежје, кое е нашето бреме, да си признаеме на себе си, Господи, вака повеќе не можам. Потребен си ми ти за да јас се променам, за да се промени исходот во мојот живот. Така испразнетото срце и подготвениот пат, исчистен, изметен, среден пат, е чист пат кога Господа дојде во срцето на човекот. Исус рече во Библијата, јас не доаѓам на нечисто. Затоа покајанието е нужниот чекор до промената на исходот на животот на еден човек преку променетиот карактер. Тоа само по себе покажува дека карактерот на човекот може да се промени. Човекот е подложен на промена на карактерот. Господ замислил да ни го даде нам најдоброто. Тоа што ние живееме во гревно тело и во гревно окружение, се пречките на тој пат. Прашањето е дали ние ќе ја земеме како фундамент ова ризница на божествена премудрост и на основа на неја ќе ги промениме прво нашите мисли, зборови и постапки устроени со тие инструкции, па потоа нашите зборови, рековме, нашите постапки, нашиот карактер и нашиот исход во животот. Значи, можна е промена. И таа е насушна потреба денес македонецот да се менува, меѓутоа согласно еден издржан, здрав репер, кој што е докажано од древни времења. Просто таковски, слушам неговата анализа, јас си земав за право, прелистајќи ја книгата 2 пати, нели? И си земав за право да концепирам и прашања што се адекватни и врзани за самата книга. И ќе ми дозволите од тој дел, каде па велам, дали е потребно верата денеска во 21. век на знаење, технолошки достигнувања во сите области од животот, како никош досега. Потоа додам мислам, дали се во право оние кои сметаат дека верата е застарена работа, дека религијата е опиум на народот, дека е измислица, дека е еден вид фатоморгана,
која сепак му е потребна на народот да се залажува самиот себе си. Ја добива тогаш кога ќе се најде во безизлез, со цел да ја олесни маката од секојдневниот живот. Нели вака велат атеистите и оние кои не веруваат, а праксата и вистината говори во едно друго живење, во еднумието, каде што ја употребуваа таа порака дека религијата е опиум на народот. Точно, јас се сеќавам тие минатите периодот, да речеме, после Втората светска војна кај нас, новата идеологија атеистичка сакаше да не увери дека Бог не постои и дека религијата ќе исчезне, дека таа е плод на прво место на примитивизмот. И мене колку пати ми рекле луѓе, учени, да речеме, дека ние што веруваме во Бога сме примитивни луѓе, па верата е одраз на примитивизмот. И тоа се нивните толкувања на верата. Меѓутоа, нивните пророштва не се остварјаат. И тие, мене ми лично велеа уште кога тргнав богословија дека да не одам тамо, науката докажа дека нема Господ, црквите ги рушиме, поповите ги затвараме, утре и да завршиш нема кому да проповедаш. Затоа немој да си упропастуваш иднината. Тоа беше таа теорија и нормално се правеше се за верата да се извлече, да се отргне од душата на луѓето. Меѓутоа, верата не е она што тие мислат дека е плод на примитивизмот и дека науката, како што велеа, докажува дека нема Господ. Напротив, на прво место, тоа прашање ми го поставували на друго место, дали верата се противи на науката и така натаму. Вистинската вера никогаш не се противи на науката, нити пак правата наука ја негира верата. Напротив. И најискрените вистински научници тргнувале со вера дека ќе откријат нешто, ќе пронајдат нешто полезно. Ако не била таа вера кај нив, не би се ни нафатили дека ќе успеат да го направат. Но, јас за верата ние можеме да зборуваме и од друг аспект, и тоа може да биде последна тема, само јас ќе, ако дозволувам времето, ќе кажам нешто многу значајно. Верата е основниот предуслов за да го познаеме Бог. Ако верата и знаењето одат заедно. Вие знаете дека што му рече Господ на апостол Петар кога имаше со нив оној разговор од 6 глава од Јовановото Евангелие, кога Господ им зборуваше за неговото тело како храна на светот и на крајот некои од апостолите почнаа да го напуштаат Господ, па Господ ги прашува дали и вие не сакате да ме напуштите. Не, Господи, ти ги имаш зборовите на вечниот живот. И апостол Петар вели, ние поверувавме и дознавме, сознавме дека ти си Христос, синот на живиот Бог. Значи, верата е предуслов за знаењето. Не треба, мене вера не ми треба да констатирам дека Томич постои. Тука тоа е очигледно. Значи, верата настапува таму кај што ние немаме очигледни докази. Но апостол Павле даде една прекрасна дефиниција за верата во посланието до Евреите 11 глава, и таа цела глава е посветена на верата. Колку е голема моќта на верата, колку е силна верата. И ништо на овој свет Господ не го фали толку колку што ја фали верата. И во многу случаи вели, оди си, верата твоја ти помогна. Значи, верата е предусловот за вистинско богопознание и за вистинско знаење. Но не е доволно само и верата. Без љубовта не можеме да го познаеме Бога. И Свети Јован Богословот и апостол Павле нагласуваат дека Бога го знаеме зависно од тоа колку го љубиме Бога, но и блиските. Не можеме ние да го мразиме својот ближен и да очекуваме дека Бог ќе не љуби. Оти оно што Бог го љуби, а Бог не љуби сите нас, а таа љубов Божја на прво место во светот се покажа со тоа што вели Свети Јован, вели Бог толку го возлюби светот што го даде и својот единороден син, да секој што верува во него да не погине, ами да има живот вечен. Значи, верата
и љубовта одат заедно во богопознанието. И битно е да знаеме дека ние имаме многу докази за постојањето на Божјо, историски докази. Но Господ не сака да делува врз нас присилно за да веруваме. Верата која е изнудена присилно не е вера. Имаме пример со апостол Тома, кој не поверувал дека Господ воскреснал, кога му кажале апостолите, ама кога се сретнал Тома со Господа последна недела и кога бркнал со ова, извикал Господ мој и Бог мој. Ама Господ што му рече? Томо вели, ти поверува, ти ме виде. Ама блажени ќе бидат тие што нема да поверуваат. Значи, Господ ја почитува нашата слобода. Не сака ние да бидеме автомати и присилно да веруваме. И кога имаме најсилни докази за вера, да поверуваме, Господ сака да не поштеди, да не тера насилно да веруваме. Затоа Господ најмногу ја цени верата која не е изнудена, која е искрена и чиста. Искрена. Може ли мала интеракција? Токму тоа се врашам, кој има ли оправдување на големиот степен на неверие меѓу народот, или да речеме тие неверни? Може ли пред да преидеме на тоа за претходното само околу промената да прочитам нешто од книгата на пророк Исаија, кратко ќе биде. Вели во 40-та глава, 31 стих, вели: зар не знаеш, зар не си слушнал дека вечниот Бог кој ги создал краиштата на земјата не се изморува и не изнемоштува? Неговиот разум е неиспитлив. Тој му дава сила на уморениот и му дарува јачина на изнемоштениот. Се уморуваат и момчињата и услабуваат и млади луѓе паѓаат, а оние кои се надеваат на Господ ќе ја обноват силата своја, ќе кренат крилја како орли, ќе трчаат и нема да им биде тешко, ќе одат и нема да се уморат. И уште во 64 глава вели: ти милостиво, Господине, го престретнуваше секого кој се радуваше и кој вршеше правда, кој те споменуваше на твоите патишта. Но ете, ти се разгневи зашто ние одамна грешевме. Па како тогаш ќе бидеме спасени? Сите ние станавме како нечист човек и секоја наша правда како извалкана облека. Сите попаѓавме како лист, а беззаконијата како ветер не однесуваат. Нема никој кој би го повикал Твоето име, кој би установил да се држат здраво за Тебе. Затоа Ти го сокри лицето Твое од нас. Внимавајте. Затоа Ти, Господи, го сокри лицето Твое од нас и не остави да гинеме од беззаконијата наши. Но сега, Господи, Ти си наш татко. Ние сме глина, а Ти наш грнчар. Сите сме дело на Твоите раце. Немој да се гневиш безмерно, Господи, и немој вечно да го помниш беззаконието, но погледај, сите сме Твој народ. Внимавајте на овој дел. Наш грнчар, а ние сме глина на Твоите раце. Околу неверните томи, така, ако сморам да ги спомнам, да ги наречам, што професорот, меѓу другото, го спомна и Тома, дека не се уверил, нели, дали Исус воскресна. Има ли оправдување за големиот степен на неверието меѓу народот? Со оглед дека го спомнавме на политичко живење, каде што изричито беше, значи забрането беше посетата на црковните храмови, да се верува во Бога и така натаму, нарекувајќи како што реков опиум на народот и така натаму. Бројни се факторите кои што придонесуваат за ваквата состојба. Меѓутоа, знаете, ништо поразлично од состојбата која што апостол Павле во Римјаните 10 глава не е од денес. Во Римјаните 10 глава апостол Павле вели, кога се говори, нели, дека треба да поверуваат во Исуса Христа, дека верата се прима во срцето за оправдание, сустата за исповедание и така натаму. И апостол Павле додава, вели, ама како ќе поверуваат во оној кого не го познале, кого не го знаат? А како ќе знаат за него ако не слушнале? А како ќе слушнат ако немало кој да им каже? Значи, верата пред се доаѓа од слушање на Словото Господово. Така. Значи, Словото Господово мора да се говори, за да полека луѓето разбираат, ова што го говори и професор Таковски, дека верата е основниот фундамент на кој што понатаму, нели, ќе развиваат надежта и ќе дојдат до последната фаза која е љубовта.
Почитувани, значи, вие сте интерактивно вклучени, ви добивам пораки, честитки за емисијата, подршка за емисијата. Благодарам во секој случај господинот Даймонд Шпан, кој упатува порака до благодарам до мене, до водителот, авторот на книгата, до професорот Таковски, значи подршка секако до емисијата и за примерокот до книгата. Да, почитуване, че рекол дека имате 10 книги, најдоброто за Македонија од господинот Лјупчо Ристовски. Значи, вие што упатувате прашања и че има можност, почитуване се согласуват во текот на емисијата, при крајот некаде ќе им дадеме можност на гледачите да постават прашања, но ќе замолам стриктно да се задржиме на темата. Господин Ристовски, многу места во книгата вие нагласувате верата, надежта и љубовта. Зошто токму овие три нешта се од особено значење за народот, за промените кои вие ги посакувате и сите ги очекуваме? Затоа што се фундамент даден како инструкција во Словото Господово. Знаете, верата, рековме, доаѓа од слушање на Словото. И дефиницијата за верата кажа професорот. Така. Тоа е нашата сигурна увереност во она што не се гледа. Ние ќе го докажуваме тоа што не се гледа и ние вечер фактички со професорот се обидуваме да докажеме нешто што не се гледа, што не е видливо за обичниот човек, за обичниот свет. Меѓутоа, верата е основата на која што понатаму треба да се развие надежта. Знаете, јас во книгата имам еден пластичен пример како да го доближам зборот надеж. Ова звучи за гледачите можеби малку тешко за разбирање на прв поглед. За надежта ние имаме различни толкувања. Меѓутоа, со еден краток пластичен пример ќе го доближам значењето на зборот надеж во библиски контекст. Некој детенце настрадало во некој пожар со тешки опекотини, изгореници, се извинувам, е во болница, целото завиткано на умирање. Меѓутоа, во Америка имаат програма за децата што отсуствуваат од училиште, редовните часови доаѓа професори на лице место им држи предавање за лекцијата која што дошла. Дента дошол професор кој што држал час по граматика, за некои тешки граматички правила и така натаму. До тој момент детето одбивало да соработува со лекарскиот тим, не сакало да јаде, не сакало да соработува со лекарства и така натаму. Едноставно детето сватило дека набрзо ќе умре. Меѓутоа, после часот, состојбата видно се променила. Го повикале од персоналот, учителот, да го праша што се случи на часот. Вели ништо, јас само предавав граматика, граматички правила. И по некое време го прашува детето што се случи со наглата промена да почнеш да соработуваш со лекарските тимови, да примаш лекарства, храна и така натаму. Детето вели, кога овој учител дошол да ме учи за граматика и граматички правила, веројатно дошол затоа што знаел дека јас ќе живеам. Јас во тој момент сватив дека нема да умрам, дека јас ќе живеам. И имајќи ја таа надеж дека ќе живее, детето започнало да соработува и набрзо се оправило. Истото се случува и со нас луѓето. Така. Ако ние, значи, ја немаме надежта во воскресението, ако ја немаме надежта во вечниот живот, за оној дом за кој што говоревме на почетокот, тогаш напразен е нашиот живот. Знаете, таа е надежта дека ние ќе живееме, дека со смртта не завршува се. Дека и после овој телесен наш живот има еден друг живот на небесата, заедно со Христос, заедно со Спасителот. Тоа е онаа надеж на која што почива целата надеж на христијанството и на нас христијаните. Меѓутоа, знаете, надежта, јас се представувам како еден мост помеѓу верата и љубовта. Не можете да дојдете вие до љубовта ако ја немате абсолвирано надежта во воскресението на Исуса Христа. Таа надеж што ја дава воскресението, што ја дава таа победа на смртта. Знаете, Бог се објави во тело во Исуса Христа, тој дојде да ни го покаже нам патот, вистината и животот. Сите ќе го поминеме тој пат, сите ќе живееме, еден ден ќе умреме, но еден ден ќе воскреснеме. И ќе се соочиме со Спасителот очи во очи. Некој може би ова му звучи фантастично, може би му звучи митски, меѓутоа вистината е таа, кој верата е на крај крајви избор, секој може да избере дали ќе верува или нема да верува. Тоа е потполна слободна волја на секој поединечно да одлучи дали
ќе ги прифати овие принципи и вредности или нема да ги прифати. Така. И кога ќе го освои љубовта Господова после, доаѓа полнота на радоста во животот на христијанинот. Че си знам слободна интерпретација. Значи не се сомневам на тоа дека тоа што го велите дека не е така, така е. Во праксата луѓето, ова ние што вече го говориме, знам дека со голем број со резерва го прифаќа, но се одразува од живењето 6 децени и повеќе, каде што веќе луѓето немале можност да тоа го инкорпорират во менталниот чип. Визави западњаците кои ден денеска практикуваат секоја недела, одат во црква, во катедралите, на миса и така натаму. Професоре, дали христијанското свештенство во Македонија научило оваа библиска лекција да живее и делува меѓу народот, како продолжена рака и милоста и љубовта Христова, како што на задната корица на книгата авторот вели, че ми дозволите во молитвата, вика, научи не Господи да постанеме продолжена рака на Твојата милост и љубов. Дали милоста и љубовта Христови се одразуваат при секој ваш контакт со луѓето околу вас? Дали во македонските цркви и манастири, но и меѓу браќата и сестрите во Христа, наистина стори милоста и љубовта Христова? Јас мислам дека така треба да биде и тоа е нашата мисија. Така? И на свештенството кое работи со народот, секој свештеник е задолжен со определена територија на определене и нормално дека секој свештеник прва основна задача му е својата паства, своите верници да ги води по патот до Царството Небесно, овде на земјата. Затоа што ние знаеме од врзоснова на Библијата дека и просторот и времето што ни е дадено овде од Бога на луѓето е да го искористиме за таа средба со Господа, да ја оствариме. Мисијата на свештенството, на целото свештенство во Македонија е да ја оствари таа цел. Нормално, секој свештеник и човек понекогаш со некои слабости, некој повеќе остварува својата мисија, некој помалку, но мислам дека сите се трудат тоа да го остварат. Впрочем, за тоа пак дали некој се врши својата работа како недоволно ревносно, има и одговорност. Затоа што кај нас во црквата работите се поставени иерархиски. На свештеникот е епископот, самиот збор епископа, значи надзорник. Епископот е тој кој треба оние што ја извршуваат својата мисија правилно, што проповедаат и го шират Евангелието, радосната вест за Царството Божјо, да ги мотивира уште подобро да го прават тоа, затоа што никогаш ние не треба да бидеме задоволни со она. Секогаш може и подобро да се работи. No. И секој треба да го даде својот удел. Нормално дека свештениците имаат најодговорната работа во таа. Свети Јован Златоуст има една расправа за свештенството. И Свети Григорий Богослов цела расправа за тоа која е задачата на свештенството и кажува дека свештениците треба прво вели самите себе да се очистуваат, па за да можат другите да очистуваат, да се осветуваат, па другите да ги осветуваат, но особено нагласува потребата Свети Јован Златоуст од свештеникот да проповеда. И вели дека монах може секој да биде обичен монах. Меѓутоа не може секој свештеник да биде. Значи од свештеникот се бара прво покрај сите други квалификации и квалитети да ги има и да има и дарот, односно да проповеда. Затоа што како господин Љупчо кажа дека како ќе знае народот ако нема кој да му каже. Значи свештениците се тие кои преку својата проповед и во црквата, но не само во црквата, на богослужбата, каде што се чита Светото Писмо. Ви знаете дека Светото Писмо зазема централно место во црквата на олтарот. И се чита редовно и од Стариот Завет, и од Новиот Завет, и треба да се објаснува на верниците. Значи, свештениците тоа треба да го работат, мнозина го работат тоа, се трудат. Оние што
не го работат тоа доволно, би требало да поведат сметка, затоа што еден ден ние сите ќе даваме одговор пред Господа за тоа како сме ја извршувале својата задача. Мала дополна само. А кога сме кај милоста и кај љубовта Христови. Знаете, во Новиот Завет, ако го анализирате односот на Христос кон свештенството, ќе видите дека тој беше многу строг. Тој беше многу остар. Дури ги нарекуваше варосани гробови, однадвор измиене, однатре црвливи. Имаше силен речник и ги осудуваше фарисеите, садукеите и останато свештенство, кое што не се врши својата работа. Меѓутоа, кога доаѓаше до грешниците, доаѓаше до израз сета негова милост и љубов кон нив. Значи, еве земете го примерот со Марија Магдалена. Тој не покажа со прст на неа. Знаете, библиски, ако покажете со прст на човекот, 3 прста гледаат кон вас, а еден кон Господа. Така да пред да осудите било кого, вие прво треба да погледнете во внатрешноста на вашето срце. И секој пат да знаете дека Господ ја гледа таа внатрешност на вашето срце. Значи, пред тоа има цела процедура на постапки. И тој на Марија Магдалена не се обрати со директно обвинување, вие сте ваква, вие сте таква, вие сте правеле ова, сте правеле она. Него ја заштити од масата која што ја напаѓаше. И таа негова милост го стопи срцето на Марија Магдалена. Истото беше со случајот на Закеј. Знаете, тој беше еден бизнисмен кој што направи многу пари, меѓутоа неправедно направил пари. Сите го знаеа тоа. Тој беше низок и качен на дрво. Христос дојде и му рече: Закеј, симни се, сакам да дојдам во твојот дом. Закеј беше свесен за својата грешна природа. Беше свесен за своето неправедно богатство. Меѓутоа, Христос не покажа со прст на него: ти си правил ова, ти си правил она. Не го обвини пред масата. Не го рече: сакам да дојдам во твојот дом. Таа негова милост, таа покажана љубов према Закеј го стопи и неговото срце. Тој рече: се што неправедно сум земал ќе го вратам. Во многу примери Христос ја покажуваше на дело милоста и љубовта према грешниците. А према свештенството беше ригорозен, остар. Но тој мислеше на она свештенство старозаветно кое инсистираше и да го расне, нели, во на време, затоа што не одговараше на нивната представа. Тие не се вршеа својата работа. Да, не одговараше на нивната представа за Месијата и Господ ги критикуваше сериозно. Секако дека и ние ќе се најдеме на тој удар зависно од тоа. Простете, Ристовски се обраќа на крајот, директно до црковното свештенство Македонија генерално. При тоа се праќа порака за потребата од натрешното преиспитување на сите нива, порака за потреба од нивно покајување. Во актуелниот миг секако на духовен и морален пад на македонското општество. Секако тој апелира на крајот сето свештенство, независно од која конфесија, деноминација произлегуваат, да си ја сватат својот позив, да го сватат мощно сериозно и да знаат дека во голем дел промената која треба да се случи, треба да иницијатори и двигатели на тоа и работници на тоа поле треба да биде на прво место од свештенство. Нормално, секој човек поединечно си одговорен. Има луѓе, колку и да му зборувате, нема да ќе се прави дека глув, не му одговара. Ќе се прават дека не им треба Господ. Знаете, често пати и ние во животот, луѓето кои не веруваат, нели, не затоа што вистина не веруваат. Ретко ќе најдете чист атеист денес во светот. Ако не верува во вистинскиот Бог, ќе си најде други богови да верува. Меѓутоа, тој не сака да знае за Господ, затоа што заповедите Божи се спротивставуваат на неговиот начин на живот. Човек ако е неморален, ако краде, лаже, Господ јасно вели: немој да крадеш, не лажи, не прави прељуби и така. Не му одговара. Тој би сакал некое божество кој му дозволува. Кој дозволува такво нешто и затоа не прифаќа, нели, не сака. Меѓутоа, ние треба да имаме на ум, како што и јас, да речем, ако не ве сакам, можам да, иако ве гледам сега, да речем: не ве познавам, не те познавам, не сакам да знам за тебе.
едноставно абстракција. Тоа е оној абсурд на екзистенцијализмот, нели, до кој може да дојде човек. Најстрашно ќе биде кога при второто Христово доаѓање, пришествие, на страшниот суд, на последниот суд, на оние кои овде не сакале да го познаат Христа, ќе им рече: одете од мене, вели, не ве познавам. Најстрашната осуда ќе биде Господ да ни рече, не затоа што Господ не знае. Така. Тој знае и нашите мисли и се, ама ние сме исклучени од заедницата на љубовта, затоа што ние го познаваме Господа како заедница, како евхаристичка, како христијанска заедница. Значи, треба сите ние, кои носиме и мантии, некои не носат мантии, а се проповедници или нешто друго, треба да го имаме на ум овој момент, Господ да не ни рече на крајот, да не дочекаме, да не ни рече: не ве познавам, одете од мене, проклети во вечен оган, приготвен за ѓаволот и за неговите слуги. Таквиот одговор на Господа треба постојано да ни биде пред очи и ние, кои вака сме се нафатиле на овој позив, мощно одговорен, затоа што свештеничкиот позив е еден од најодговорните, највозвишените. Вие знаете дека лекарите имаат многу одговорна работа, ама телесната смрт не е страшна толку колку духовната смрт. Нам ни е доверено раководењето со душите на луѓето, со спасението, со најважната работа на светот. И затоа, имајќи на ум ова наша одговорност, јас мислам секој свештеник, сега не судам дека не си ја извршува некој работата, меѓутоа кажувам како треба. Ако ние сите го ова знаеме, ова наша вокација, тој позив, јас верувам дека ќе се трудиме да го дадеме максимумот од нас, најдоброто од нас, за да ја оствариме својата задача, за мнозина да можат да влезат во Царството небеско. Има интересна провокативна ситуација на друга прилика за тој дуализам во делот на проповедта од страна на свештениците, но за тоа ќе збориме во нека друга емисија, каде се создава не метеж у менталниот чип кај верникот, не знае на која страна да се сврти. Тоа се примери од секојдневниот живот, но тоа во друга прилика. Ние се сакаме интерактивно и гледачите, ни остана некоја минута, господин Ристовски, со која порака ќе се обратите и преку овој медиум на македонската јавност, со оглед дека автор сте на многу значен едно дело, навистина што по пети пат ќе спомнав, ме оставивте без див позитивно во секој случај. Пред да одиме со пораката, може ли да бидеме и коректни спрема форматот на твојата емисија, која што е нели политичка, да го кажеме и библискиот образец за политиката и за политичарите? Ве молам, да јас и секако, едно што сакам да се случи, со оглед дека не сум ни најмалку човек кој е жеден не за осветолюбие или за некакви сцени в животот да видам драконски казни, но видовме што значи политика или политичари, како доаѓаат и како заминуваат. Го видовме Санадер, ќе го спомнам како име и презиме. Дали на нашите простори македонски ќе ни се случи некој Санадер, политичар кој сгрешил пред словото на законот, а да не речем пред Божјото слово, па да навистина се случи тоа да ја бара правдата пред лицето на правдата и одговорот, а секако и да бара прошка пред народот македонски. Ние нема да покажуваме со прст на конкретни лица, меѓутоа, јас само ќе напоменам само неколку елементи, сегменти кои што ценам дека се изворедно битни за иднината на Македонија и на македонскиот народ. Знаете, политиката е една сериозна сфера. Така. Може би е сфера која што задира најдлабоко во интимата на човекот. Сфера која што има сила да влие на интимата на добро или на лошо. Ако вие земете, например, само еден сегмент, ако лагата доминира во политиката, а ќе се сложите, верувам сите, дека кај нас е расширено сваќањето, па и меѓу младите кои што имаат внатрешен порив да се занимаваат утре со политика, дека само со лага може да успеат во политиката. Ако не знаат да лажат, нема да успеат во политиката. Да ги потиснат квалитетите за да тоа ние фактички сме свеле политиката на една мизерна професија.
на една бедна професија. А замислата и од Господа е дека таа е доблесна професија. Ако е некоја професија доблесна, тогаш таа ќе биде успешна ако со неја се занимаваат само морално доблесни луѓе. Значи, игра нема тука. Ако во Библијата Господ ни дал упатство, една инструкција, како ние да се однесуваме во нашиот живот за да не биде добро, и политиката е еден вид инструкција за уредување на односите помеѓу луѓето, па и за односите во политичкиот поредок како целина. Вие земете го еве како за размислување прашањето за корупција. Путин со корупцијата се бори со билборди, например. Некој се бори со маркетинг, некој се бори со ветувања. Јас нема да бидам корумпиран, јас и така натаму не сум корумпиран. Меѓутоа, народот рекол, секој човек има точка на топење. И јас сега одговорно пред цела македонска јавност ќе кажам да, точно е тоа. Зашто телото има точка на топење. Секој кој што живее телесно, световно, греовно, значи во тело, не е духовен, тој има точка на топење. Оној човек кој што е новороден во дух и вистина, како што Никодим се роди во Новиот Завет, кој што го примил Христос и се поистоветил со Христос, се охристовил, што вели професорот, кој што го примил тој образец, узан станал духовен, кој што целата своја надеж во животот ја полага во Христос и живее во мисла, во збори, во постапка согласно тие упатства, и неговите дела говорат за тоа и го потврдуваат неговиот живот, тој е духовен човек. Духот не може да биде стопен. Само телесниот човек има точка на топење. Духовниот човек нема. Од тука, било кој политичар ако ви каже јас не сум корумпиран или нема да бидам корумпиран во наредниот мандат, ако неговите дела не кореспондираат, меѓутоа во комплетен интегритет на оно што го мисли, оно што го зборови, оно што го прави, ако во било кој елемент он погреши, народот не смее да му верува, тој политичар лаже. Тој нема да биде некорумпиран. Тој ќе влезе во замката на злото. Тој ќе влезе под јаремот. Бидете сигурни во таа работа. Затоа сакам порака на македонската јавност. Немој да им верувате на политичарите само на збор. Гледајте ги нивните дела. Христос рече, по делата ќе ги познаете моите. Ако во делата нивни видите и најмал збор на лага, верувајте дека тој утре ќе биде и корумпиран, зашто тој телесно живее. Јуте, ако и грешно се крстат и грешно се поставуваат пред Бога. Ако некој развратно живее, тој е исто телесен. Телото има точка на топење. Тој не е духовен, према тоа не е отпорен на корупцијата. Еве ви еден узанс, нека размислува народот во текот на оваа година, како вие што најавивте, дали може телесен човек, кој што не живее духовно, да остане некорумпиран во едно греовно тело и во едно греовно окружение. Па вие ако сакате земете и Европа. Европа денеска се наоѓа во еден длабок морален распад. Знаете ли како ја викат Европа? Европа ја викат темен континент. И ние правиме фетиш од Европа. Да, Европа нам ни е потребна. Заради одредени стандарди на живење, кои што ќе ги подобрат условите за живот на обичниот човек и обичниот граѓанин. Во ред и хармонизација на законодавство со Европа. Меѓутоа, ако Европа ви понуди закон кој што шири аморална реа околу себе, ние сме должни, како влада, како политика, како министер, да речеме стоп, тој закон до границата. Македонскиот код е чист, морален, библиски заснован. Вие ќе си го вратите тој закон и ние нема да го хармонизираме во нашето законодавство. Ова се чисти принципи кои што извират директно од словото. Да, и да ми дадеме само едно 5 минути на гледачите и сакам нешто да замолам околу наталитетот, бидејќи страв, професоре. Да, добро вечер, повелете, не молам. Повелете. Ало, добро вечер, повелете. Голем поздрав до емисијата. Благодариме. Посебно до гостинот професорот Јован Таковски. Благодариме. Говорите Ало? побрзо, ве молам, говорите, оти немаме многу време, повелете. Добро вечер, голем поздрав Добро, до емисијата, добро. посебно до професорот Јован Таковски. Благодариме, повелете. Едно прашање, вера на телефон. Каква е верата на владиката кој место молитва и благослов изрекува клетва во олтар Добро. и каква одговорност сноси тој како човек? И јас ве молам. Значи, такав сритно на вечерашната тема, зашто е најдобро за Македонија. Благодарам за вашето прашање и ве молам, затоа ве сакав да најдам на разбирање директни прашања за темата. Да не се сконцентрираме на поедини случаи и така натаму. Че имаме такви емисии, каде директно ќе постувате прашања.
Неве, конкретно за оваа тема. Дали јам гледаш на линија кој би поставил прашање што е најдоброто за Македонија? Еве, сакав да ве замолам, со оглед дека не можам да си опростам ако не ми поставам прашање. Ме плаши фактот дека Македонија станува стара држава. Немаме природен прираз. Немаме желба за брачни заедници, с краја да имаме хомосексуални заедници, присвојување на деца од страна на хомосексуалци. Добро вечер, кој се јава? Ало? Добро вечер. Добро вечер. Да, повелете, ве молам што биде. Поздрав до гостите. Благодарим. Немам прашање, али вербата со верба во Бога се оди напред и правдата секогаш победува. Благодарам многу. И би замолила ако може една книга. Да, оставите ги вашите податоци во режија, ќе добиете книга и предходната соговорничка, ја поздравам и нека ми прости што ја прекинав така, бидејќи вечера говориме за доброто во Македонија. Ве молам, двајцата, професор па господин Ристовски, за таа бела чума или како да наречем? Тоа е болно прашање кај нас, наталитетот. Еден од најсериозните проблеми е прашањето со абортусот. Треба да знаат ставот наш кон абортусот дека тоа е чедоморство. Црквата го третира како и пострашно од убиство. Мнози нам, ние сме слушали и во емисија некои представници на некои невладини организации, се гордеат со тоа што плодот во утробата на мајката го убиваат како ништо да не е тоа. Јас мислам дека моралниот, тоа е и последица на моралниот пат. Многу мајки, жени, всушност, убивајки го плодот во својата утроба, абортирајки, да знаат дека тоа црквата го осудува како тежок греф и да знаат дека тоа не е само обична операција на чистење, туку чин кој после остава трајни последици и во психата на мајката, на жената. Да, ние ќе имаме една специјална емисија, може би, во наредниот ден. Меѓутоа, спомна овие неморални работи. Добро да знаат слушатели, јас не сум имал можност до сега, а сум барал и посебна емисија по прашањето на апостол Павле зборува за овие пороци, особено пијанството, прелюбата, блудот, мажелонижништвото, тоа го викаат на запад хомосексуалноста или кај нас педерастијата. Апостол Павле е многу јасен во тој поглед, вели: ни пијаници, ни прелюбодејци, ни коцкари, ни мажеложници нема да видат царство небеско. Ово го кажувам затоа што во една емисија слушнав еден представник, гласноговорник на оваа категорија, како тој го цитира апостол Павле за љубовта и тоа го нарекува љубов. Тоа е перверзија крајна. Крајна перверзија, да цитирате апостол Павле за да оправдате хомосексуалност, педерастијата, а тој вели таквите нема. Значи, ние не можеме да им ставиме пречка на луѓето. Меѓутоа, јаните ни наметнуваат, професоре, такви закони за да бидеме група на... Јас би заблагодарил на таквите. Значи, треба да знаеме дека Бог ставил ред во овде. Бог не создал маж со маж, туку создал жена и рекол: раѓајте се и множете се. Ова другото, овие обиди, тоа е, мислам, не би требало сега да... Не оставаме простор да дискутирам, ја ми не би дал простор. Тоа е страшно. Значи, неморалот се плаќа. Замислете колку деца се убиени кај нас, а зборуваме за недостаток на ова. Јас мислам дека... Ќе имаме една специјална емисија, професор, не би сакал се да ја... Само би ја најавиле во блискинина, значи тоа ќе се случи, за абортусот. Тоа е другата, меѓутоа, и тоа не е далеко од еден од проблемите, сериозни проблеми на нашето општество, меѓутоа, бадијала и ако ги носиме на овој свет, а утре тие деца се самоубиваат, пак родени со дрога, со ова, со она, се упропастуваат, пак наместо да биде тоа благослов на нацијата, тоа ќе биде проклетство и мака и проблем на општеството. Затоа потребата од морално исцеление на нацијата е предусловот за едно здраво општество и
општество кое може да се надева на подобра едина. Така. Поверете, молам, со тоа би сакал да ја заокружиме вчерашната Јас емисија. на почетокот спомнав, замислите на Господа за македонската нација е да ни даде надеж и еднина. И Господ си го стварува неговото ветување. Каде е вината ако ние, како македонци, меѓу 8 и 10.000 абортуси имаме годишно? И еве излегува денови официјалните податоци дека стапката на природен прираст на населението кај нас е 0,25%. Што е страутно. А салдо 0 е некаде околу 2,1. Се што е над 2,1 е раст на нацијата. За пример, само Израел е 2,9%. Израел оформи држава со 600-700 народ, Сега е 5 сега милиона. се 7 милиона, 7. кои што 20% се араби. Околу 1.450.000. Значи, таму имаме стравотен раст на природниот прираст, меѓутоа со стапка од 2,9. Кај нас е 0,25, значи Господ ни дава, меѓутоа ние дали тоа го земаме и му вртиме глава на Господа и потоа очекуваме благослови. Знаете, нашиот народ мора да прекине навиката да го бара Господа кога му е потребен. Во случај на болест, во случај на проблем, во случај на немаштија или не знам каква ситуација. Не. Знаете, Господ ни се нуди во Библијата да ни биде пријател. Пријател бара секојдневен однос. Секојдневен однос на општење. Како на двајца пријатели. Во доверие, во полно доверие едни на други. Преку молитвата. Молам? Преку молитвата секако односот. Преку читање на Словото Господово, преку молитвата, преку секојдневна комуникација со Господ, преку заедништво со браќата во Божите храмови, преку заедничко поучување, опоменување, изобличување, унапредување во правда и правишност. Се ни е дадено од Господа, се ни е натацно дадено како на народ и како на нација. Тоа што ние не знаеме да го земеме, да го искористиме и да ја држиме главата Господова со неговите очи вперени на нас како на нација, е наша вина, наша грешка. Немој утре нашите падови да ни бидат изговор за обвинување на било што е надвор од она што е во нашето срце и во нашето окружение кое ние сами го градиме. Да никош не е доцна да се покаеме за грешка. Апсолутно. Така е, професор. Никош не е доста. Затоа и ова визија што да. Јован Златус вика, човечки да грешиш, кој што по човечки да бараш прошка. Иначе Европа нема да ве тера да усвоите аморален закон ако вие и се спротивставите. Значи Европа не е само еднострен. Па има земји од Европска унија што не прифаќаат такви закони? Не е точно. Не прифаќаат. Бројни држави на Европа и се спротивставија. Рекоа ние ќе влеземе во Европска унија, меѓутоа тој закон нема да го прифатиме, ќе се задржиме. Тоа сака да кажам, не ги прифаќаат. Полска воведе рестриктивни закони во делот на абортусите и си го качи својот наталитет. Драстично пад на абортусите во Полска. Апсолутно. Значи не треба поставуваат услови двострани, преговорите, разговорите се двострани. Не е само Европа да ни поставува нам услови. Морам ово да ја пустам прашање, молам. Значи видов Светото писмо и верувам дека нашите гледачи вечерва нема да ги остават во витрините, не сакам да речем да со четкицата да ја бришат прашината, простите на таков со ваква компарација, вакви зборови што употребам Светото писмо, но факт е дека многу од семејствата така и постапуваат. Дека треба да прочитат и да научат, вклучувајќи ми и мене. Значи не сум го прочитал целосно, но колку можам, пред мене е животот. Нашите јужни соседи се колнат пред да стапат. Еве го видовме сега новиот со Светото писмо. А од друга страна, Антимон, место да проповеда по Божито Слово, тој фрла на тема, не проколнува и така натаму. Еве најкратко, дали можете, како ги дефинирате таквите случувања? Ми ја прекинавте само реченицата претходно да ја докажам. Поверете му. Апсолутно сакам да се обратам на нацијата. Нова. На нацијата сакам да се обратам. Немаме потреба како нација да веднеме глава ниту пред Брисел, ниту пред НАТО, ниту пред Европска унија, ниту пред никого, ниту пред било кој човек, па нека е Обама, Путин или кој знае кој. Со секое веднење на главата, со секое виткање на кичмата, како што вие вообичаено сакате да кажете, ние автоматски му вртиме грб на Господа. Затоа достоинството и гордоста кај народот мора да се врати, меѓутоа на сигурни основи. Ние имаме право, полно право, на Европската унија да и се спротивставиме ако цениме дека нешто не е во ред. Тоа право ни извира од Господа. Нема право Брисел или било кој да не условува вака и вака ако ние цениме дека тоа треба да биде поинако. Гордо и достоинствено. Ако стоиме на Божиите основи, Господ ќе биде со нас. Така.
Вие загатнавте овој проблем. Библијата сама по себе не спасува. Нити ако седи вака, ако не применуваме она што го кажува, не вреди. Бадиела ние да се удараме дека сме големи верници, православци и така натаму, ако немаме љубов. Христос бара да ги сакаме и непријателите. Дури и да сме нивни непријатели, да правиме свече и за нив и да се молиме за нив. Меѓутоа, ние не ги мразиме. Оти ако мразиме, не ни се враќа. Веќе љубовта Божја отсуствува, ќе не лиши нас Господ од својата љубов. Видите тие луѓе докаде се доведоа, иако формално се нарекуваат христијани и така натаму, со свој морален пат. Тоа до степенот до кој дојдоа тие, тоа е само последица на моралниот пат. Можеби тие се пониски и од нас. Меѓутоа, треба да знаат и тие и ние дека тие ја осиромашија и Европа, трошејќи пари во борбата против нас. Тие водат долготрајна, долговековна борба овде за наша или асимилација. И јас често пати реагирам кога некој вела дека почетокот на ова што ни го прават грците, тоа поради што спомнуваме ние некаква антиквизација. Јас одамна, пред 3-40 години сум се сочувал во тие средби со нив. Тие не третираат како... Во Дела апостолски 5 глава, мудриот Гамаалил дава една многу добра инструкција која што може да биде многу актуелна во случајот на Грција. Чиста инструкција која може да се примени денеска. Знаете, тие имаат болката што постои Македонија како држава, чии што политичко-правен субјективитет и суверенитет на македонскиот народ. Основно. Потоа и на сите останати. Меѓутоа, Гамаалил вели, ако тоа дело не е од Господа, тоа и онака ќе пропадне. Че ако Македонија и македонскиот народ не се дело Господово, тоа и онака ќе пропадне, ќе се распадне. Меѓутоа вели, ако е дело Господово, внимавајте да не станете борци против Бога. Јас мислам дека денеска тоа и се случува на Грција. Тие очигледно станаа борци против Бога. Што македонецот постои или ќе постои. Македонскиот народ постои. Сега има и собствена држава. И ќе има политичко правен субјективитет и суверенитет. Јас сум убеден дека ние ќе знаеме тоа да го сачуваме, затоа што тоа е Божјо дело. И секој што ќе се обиде да биде против тоа, тој апсолутно станува борец против Бога. Нема примерни из историјата кој што се изборил против Бога. А најнеисплатлива работа на овој свет да се покажеш богоборец. И атеизмот, богоборството, видовме каков идеологијата, каков срамен крај доживеа. Затоа атеистите да не се гордеат со својот атеизам, ами ако време е да се приклонат кон наместо богоборци да станат љубители на Бога, но ако не друго да не пречат на оние што сакат да врват по Божјиот пат. Затоа што мнозина од нив тоа го пречаја, на мнозина му го спречуваат тоа и луѓето беа принудени во периоди тоа да го прават скришно, потајно, што и тоа не оти оној што вистински верува, тој за верата е подготвен и животот да си го даде. Никој не треба да се срами од Христа, од Бога. Господ вели, оној кој ќе се посрами од мене пред овој грешен и прелюбодеен свет, и јас ќе се посрамам од него пред Отецот небесен. Значи, верата наша почива врз сигурни темели, врз сигурна основа. Ние знаеме во што веруваме, символот на верата јасно не учи, не треба да се слабиме од таа вера и затоа велам она што го рече дека ние имаме иднина и основа, меѓутоа е потребно таа иднина да ја засноваме врз цврсти темели. Не да бидеме како од кината гранка што ветерот ја лула без корен, па ќе ја фрли во некоја дупка некаде. Значи, пораката е јасна, а тоа е дека и ние како држава сме стебло со корења и со факти. Но да не се откинуваме од стеблото. Ние, Христос се лозата, често пати се споредува, ние сме гранки. Ако гранката ја откинете од коренот, таа се суши. Значи, за да имаме вистински живот, ние треба да бидеме приклучени на тој корен, на таа лоза која е Христос, за да можеме да имаме живот вечен и тогаш
никој ништо не ни може. Да си го излобираме Господа за нас сојузник и се ќе биде во ред. Многу ви благодарам. Наистина неисцрпна е ова убава тема. Токму ова 777 емисија на 11.11.2011. Почитувани, само дозволите ми една минута, ќе одземам, а тоа е дека ќе се подсетам на убавите зборови што ми ги порача до Михаил 96 година. Ја повеќе пати милом да го спомнам, а тоа вели Слободане, кој ќе се обиде да уништи Македонија, сам ќе се уништи. Кој ќе се обиде да ја запали, сам ќе се запали. Јас не барам никој од вас да се запали ни да се уништите, туку да ја сакате, а тоа е најдоброто за Македонија, само љубовта до земјата, до татковината, а не случајно ја има 28 пати во ова прекрасна и најубава книга, тоа е Светото писмо. Ја ви поканувам, почитувани, на 13 ноември, доколку милувате, знам дека милувате и на овие позрели години да извршите тоа најсветол чин во животот, венчание ваше во црковните храмови. Да окажете вашето судбоносно да пред Господа Исуса Христа. Тоа ќе осторите во црквата Света Богородица, која организира едно групно венчание, значи на 13 ноември недела. Знам дека ќе биде голем бројот, нека е за многу години. Ве сакам сите и ви прачаме љубов до сите вас, како што спомна професорот и господин Ристовски, нема образа, туку љубов. Бидете живи и здрави за многу години. Пријатна вечер.